Полека во православните христијански домови се шири мирисот и топлината на бадниковата вечера. Домаќинките веќе ги подготвуваат и последните прехранбени артикли и специјалитети кои што вечерва ќе се најдат на традиционалната бадникарска трпеза. Ние сме во домот на нашата Магдалена Мавкова, која што веќе ја посла, ја украси, ја декорира трпезата за бадник. Магдалена, добре дојдовте во вестите на ТВ канал ВИС. Па, добро дојде и вие во мојот дом. Па, да ти кажам, ти ме натера уште толку рано да подготвам трпезата. Па да, веќе мојата трпеза е готова. И тоа... Така, што се има? И тоа, значи, приготвувам, значи, многу години назад. Сето тоа, кај домот, кај свакрва ми, нече, кога се омаждив многу млада. И како што свакрва ми ја приготвуваше масата, јас денска исто така ја приготвувам. Ништо не додавам, сето тоа што се приготвуваше, тоа. Така, еве може ли подетално да објасниме што се има? Па, значи, кај нас, во нашиот дом, секој пат е имало зелник, нели, со кромит, затоа што рибата не оди со прас. Сите ме прашуваат, прас не. Значи, рибата оди со кромит. Значи, зелникот е со кромит, обавезно риба, неопходно компот, што ние викам струмичаните во шаф, еве, па печена тиква, без баклава не може да се замисле, значи, трпезата, и овошјето. Значи, а овошјето, обавезно, са не ода тоа со овошјето, ама јас го ставив, нели, лукчето, и лукчето мора да биде застапен на трпезата. Така, дали знаете која е символиката на сето ова подготвување? Па, нели, символиката е бадник, тоа е нагостување на раѓањето на Христос. И, значи, на тие денове се пости, затоа мора да биде и трпезата посна. И тоа, сега, да ти кажам, Ката, и не знам што ти кажам, затоа што морам да го кажам тоа, затоа што тоа по сите телевизии и дури по фейсбуци читаме што веќе не знаеме како да го пречекаме овој празник. Значи, веќе самите не знаеме што да ставаме на трпезата. Значи, едни кажуваат дека треба да има, значи, и риба, и зелник, и лепче со паричка, а вчера и денеска и превчера се зборува дека на бадниковата вечер не треба да има паричка во лепчето, дури тие што постаат не треба ни риба да стават на масата, ама јас не постам да ти кажам, јас затоа имам и риба и зејтин. Така. Спомнавте дека начинот на подготвување на бадниковата трпеза го наследивте од вашата свекрва. Дали младите се заинтересирани да ја продолжат традицијата? Дали се интересираат за тие традиционални рецепти кои што еве се задолжителни или без кои бадник не може да се замисли? Па, за другите млади не можам многу да кажам дали се заинтересирани, ама можам да кажам, нели, за моето семејство, за моите снаи, тие навистина продолжуваат традицијата и многу сум, како да кажам, и среќна сум, и горда сум, затоа што пред повеќе години, значи, доваѓа кај мене на бадник. Сега тие, веќе како домакинки, сакат и тие, нели, да си ја постават трапезата и ми кажа, вика, ние сакаме веќе дома да си правиме бадникова вечер. Значи, тоа, да ти кажам, ме охрабри, затоа што, еве, и тие сакат дома да им биде на вечерта на бадник, да се спремат сами, да си подготуваат сами. И навистина се многу умешни. Така. Да. Нешто зеделе од кај мене, нешто од кај бабата, мајката. Значи, тука малку се веќе и помешани, нели, помешана трпезата, али си продолжуваат традицијата, да. Со оглед на тоа што потекнувате од Словенија, дали е еднаков третманот кон бадник и бадната вечер во Словенија и тука во Македонија? Тоа, да ти кажам, Кате, уште пред многу години кога дојдовме, да живееме во Македонија,
Некои работи не можешме да ги сватиме, тие празнувањата за Бадник, за Божик, значи некои работи се подместени. Еве, сега излегуваат, ама после толку години. Значи, сега баш, нели, пред да почнеме да снима, се изборувавме. Значи, таму не може да се замисли, еве, денеска е Коледе. Па дури и синука пеја децата Коледе. Јас немам ништо против да пеја синуки, дојдат на вратата, ќе им дадеш. Ама знаеш што им кажав? Викам, слушајте сега, ќе се оте дома, ќе им кажете на вашите мајки, млади мајки. Баба Магда ни кажа, денеска не е Коледе. Значи, Коледе е утре. Значи, се не е подместено некако. Се пред празнико нешто славиме. Значи, и Коледе во нашата, во католичката вера, не знам сега, јас не сакам да правам, да проповедам, значи, Коледе не се пее пред Божик. И јас сум учила веронаука и знам тоа, дека Коледе се пее после Божик. Мајка ми, Бог да ја прости, еднаш го праша, дојде кај нас еден свештеник, тој кога пее за Великден, и го праша за тој ден. Тој не знае што да ја одговори. Значи, Коледе се пее после Божик. Затоа што, нели се наговестува дека се родил цар на царевите. И царот не може тоа, нели, да го поднесе и наредува сите деца од 1 година до 3 години да се погубат. И затоа е тој празник, значи. Сега не знам сега јас тоа многу да го објаснам, ама тоа го знам уште од дете што сум учела веронаука и мајка ми така кажуваше. Значи, подместени са празниците, па тој сега ние православните, наши православијата што е, многу работи ни се подместени. Сакаме нели нешто да подместаме, некои празници, еве Божик, да не биде на 7, да биде како седе во целиот свет на 25. Али тоа не е наша работа. Ние да си го празнуваме така како што не е кај нас. Јас ви благодарам за тоа што ние отворивте несебично вратата од вашиот дом да принесеме атмосферата на нашите гледачи за традицијата и негувањето на Бадниковата трпеза.